Драги гледачи и слушатели, ја најавуваме новата дневна емисија на Адвентистичкото радио Глас на надежта, извор на надеж, секој вторник и четврток со почеток во 9 часот. Биете со нас на нашата Facebook страна и на YouTube каналот Адвентистичко радио Глас на надежта. Почитувани, ќе имате можност да го започнете денот со убави мисли од Библијата, кратка духовна порака и избор на убава христијанска музика. Отворете го срцето и душата за дневните Божји благослови. Бог е извор на надежта. Ова утринска емисија, Извор на надеж, е токму за вас. Ве очекуваме. Почитувани пријатели, драги гледачи, срдечен поздрав од кавадрици од студијето на Адвентистичко радио Глас на надежта. Ја започнуваме нашата дневна емисија, утринска емисија, Извор на надеж, емисија која се емитува во вторник и во четврток со почеток во 9 часот. Ова емисија се снима и може да ја најдете на нашиот YouTube канал Адвентистичко радио Глас на надежта. Денеска би кажал неколку зборови за надежта, што светли во нашиот живот, надеж и светлина што не може да згасне. Посет моменти кога ноќта на нашите маки изгледа долга и може да кажеме бесконачна, бескрај, но Библијата учи дека Бог е светлина која секогаш наоѓа пат да продре низ темнината. И најмалото зракче надежта од Христос која зрачи е посилна од најдлабоката безнадежност. Кога верникот ќе се сврти кон Христа, кога верникот ќе се сврти кон Исуса Христа, тој открива дека Бог не е далечен наблюдувач, туку близок Спасител кој чекори со нас во секој дел од нашиот живот. Како што, например, едно дете со сигурност ја стиска раката на својот татко кога ќе се најде во некоја лоша ситуација, во темнина, например, или кога е несигурно, така и ние може да се држиме за Божјата рака, сигурни дека нема да не остави никогаш. И еве го стихот кој сакам да го споделам со вас ово утро во Јован 1 глава во 5 стих. И светлината свети во темнината и темнината не ја опфати. Ова светлина е нашата утеха, нашата сила и нашата надеж која не зависи од околностите, туку од Христовата победа. Нека и денес да се ние држиме цврсто за таа Христова рака која е испружена и има место за секоја човечка рака, за секој од нас. Нека Исус биде извор на нашата надеж и во овој ден во кој веќе навлеговме. Продолжуваме со нашата програма. Оче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја како на небото, така и на земјата. Лебот наш насушен дај ни го денес и простини ги долговите наши, како што им ги проштаваме и ние на нашите должници. И не воведи во искушение, но избави не од лукавиот, зашто Твое е царството и силата и славата во сите векови. Амин.
Getsemanija, Sonziro nel dom, Getsemanija, Isus moj i tvoj, Getsemanija, Sonziro nel dom, Getsemanija, Isus moj i tvoj. Getsemanija, Sonziro nel dom, Getsemanija, Isus moj i tvoj, Getsemanija, Sonziro nel dom, Getsemanija, Isus moj i tvoj. Беседата на Исуса за пропаста на галилејците и за покајанието. Исцелението на една 18-годишна болест во сабота. Параболи и беседи за Царството Божјо. И родовите замки. Плачењето над Ерусалим. Глава 13. Во тоа време дојдоа некои и му кажаа за галилејците чија крв Пилат ја смешал со нивните жртви. Исус им одговори и рече: Мислите ли дека тие галилејци беа најгрешни од сите галилејци, та така пострадаа? Не ви велам, ако не се покаете, сите така ќе изгинете. Или мислите дека оние 18 души врз кои падна Силоамската кула и ги уби, беа најгрешни од сите жители на Ерусалим? Не ви велам, но ако не се покаете, сите така ќе изгинете. И ја кажа оваа парабола. Некој човек имаше во своето лозје посадена една смоква, па дојде да бара од неа плод и не најде. Тогаш му рече на лозарот: Ете, 3 години доаѓам и барам плод на оваа смоква и не наоѓам. Пресечи ја. Зошто само ја испостува земјата? А тој му одговори и рече: Господаре, остави ја и оваа година, дури да ја откопам и ставам ѓубре. Па ако роди добро, ако ли не, тогаш година ќе ја пресечеш. Во една од синагогите поучуваше он во сабота. И ете, дојде една жена која беше обседната од дух на немоќта 18 години. Таа беше згрбавена и никако не можеше да се исправи. Што ми ја виде Исус, ја повика и рече: Жено, се ослободуваш од болеста своја. И ги стави рацете свој врз неа. И таа веднаш стана и го славеше Бога. А старешината на синагогата, негодувајќи што ја излекува Исус во сабота, одговори и му рече на народот: Има 6 дена во кои треба да се работи. Тогаш доаѓајте и лекувајте се, а не во саботен ден. Но Господ му одговори и рече: Лицемере,
Не го одврзували секој од вас својот вол или осле од јаслите во сабота и не го водили да го напои. А оваа ќерка Авраамова, што ја врзал сатаната, еве веќе 18 години, не требаше ли да се ослободи од тие врски во саботен ден? И кога го зборуваше ова, сите што беа против него се засрамија, а целиот народ се радуваше за сите славни дела извршени од него. А он рече: На што прилега Царството Божјо и со што да го споредам? Тоа е како синапово зрно, што го зема човек и го посадува во градината своја, каде што израстува и станува големо дрво, па и птиците небески си прават гнезда на неговите гранки. И пак рече: Со што да го споредам Царството Божјо? Тоа прилега на квас што го зема жена и го става во 3 мери брашно додека скисне сето. И минеше низ градови и села и поучуваше патувајќи кон Ерусалим. Некој пак му рече: Господи, малку ли се оние што ќе се спасат? А он рече: Потрудете се да влезете низ тесната врата, зашто ви велам, мнозина ќе сакат да влезат и не ке можат. Кога ќе стане домакинот и ќе ја затвори вратата на куќата, а вие стоејќи однадвор ќе почнете да чукате и да викате: Господи, Господи, отвори ни. Он ќе ви одговори и рече: Не ве знам од каде сте. Тогаш ќе почнете да зборувате: Ние јадевме пред тебе и пиевме и по нашите улици ти поучуваше. А он ќе рече: Ви велам, не ве познавам од каде сте. Отстапете од мене сите што вршите неправда. Тамо ќе биде плач и крцкање со заби кога ќе ги видите Авраама, Исака и Јакова и сите пророци во Царството Божје, а себе истерани надвор. И ќе дојдат од исток и запад и север и југ, и ќе седнат на трпезата во Царството Божјо. И ете, има последни што ќе бидат први, а има и први што ќе бидат последни. Во тој ден пристапија некои од фарисеите и му рекоа: Излези и оди си од овде, оти Ирод сака да те убие. И им рече: Одете и кажете и на таа лисица: Еве истерувам бесови и лекувам денес и утре, и на третиот ден ќе свршам. Но јас треба да врвам денес, утре и задутре, бидејќи не бива пророк да загине надвор од Ерусалим. Ерусалиме, Ерусалиме, ти што ги убиваш пророците и со камења ги засипуваш пратените при тебе, колку пати сакав да ги соберам четата своји, како пачка лињата своји под криља, но не сакав. И ете, домот ваш ке ви се остави пуст. И јас ви велам дека нема да ме видите се дури не дојде времето да кажете: Благословен е оној што иде во името Господово.
Почитувани пријатели, продолжуваме со наслов кој гласи необјаснива трагедија. Авесалом бил син што се дигнал против својот татко, царот Давид. Неговото име значило мојот татко е мир. Значи, кога ќе кажеме Авесалом, ние всушност кажуваме мојот татко е мир. Но Авесалом, на жалост, не држал до тоа. Бил прочуен по својот убавен, имал долга коса, бил убав како момче, но на неговото убаво лице ништо не кажувало дека ќе стане смртен непријател на својот татко. За убавината на Авесаломовото лице и за неговата става, Библијата еве што кажува. Меѓу сите израелци немаше таков убавец како Авесалом, ни толку пофалуван како него. Од петиците на нозете до врвот на главата негова, во него немаше недостаток. 2 Самуилова 14:25. Но освен таа надворешна убавина, на жалост, друго и немало. Авесалом надворешно бил без мана, но однатре наполно го изопачила љубомората кон родениот татко. Историјата на овој принц кој станал против своите родители ја покажува сета необјаснива драматика на потеклото на гревот и на неговиот конечен неуспех. Царот Давид имал неограничена доверба во својот роден син Авесалом. Му давал се што ќе побара. И Авесалом веќе се однесол како иден цар. Народот исто така пошол да гледа во него свој иден, следен владетел. Само неговите најблиски пријатели знаеле за неговите слабости или би рекол за неговите заговорнички планови. Авесалом се преправал дека ги застапува интересите на својот татко, додека во исто време мошне лукаво покажувал несогласување со неговата управа. Изразувајќи жалење поради слабостите во земните судови, ги придобивал луѓето кои се суделе за себе. Тој едноставно ги мамел тие кои се суделе меѓу себе. Еве со кои зборови: да бе мене постават или да мене поставија за судија во оваа земја, при мене би доаѓал секој кој има расправија и поплака, јас би судил по правда. И со тоа Авесалом ги придобиваше срцата на израелците за себе. 2 Самуилова 15:4-6. Значи, тој едноставно им давал бланко оправдување за делата што тие може би требало да отидат на суд, но тој им кажал: јас да бев судија, ќе ви пресудив во ваша полза. Врвот на неговото лукавство и лицемерие бил мигот кога замолил својот добар татко да му дозволи да отиде во блискиот град Хеврон. Обратите сега внимание со какво лукавство од почитувани пријатели ќе се послужи Авесалом и ќе ја злоупотреби довербата и добрината на својот татко. Еве што кажал: да отидам во градот Хеврон и да му принесам жртва на Господа. 2 Самуилова 15:18. Царот ништо не се сомневал. Му дозволил на својот син да отиде и уште го благословил. Истовремено Авесалом испрати тајни гласници меѓу сите израелски племења, пишува 2 Самуилова 15:10. Зашто испратил тајни гласници? За во одредено време да затрубат и да го прогласат за нов цар. Таткото го испраќа да синот принесе жртви или жртва, а тој подготвува план за да го прогласат цар, да биде во земјата. И во одредено време да затрубат и да го прогласат за нов цар. Историјата еве што кажува: и почна буна голема. И народот се собираше и се умножуваше околу Авесалом. 2 Самуилова 15:12. Давид е уште жив, тој е цар актуелен, сега прави револт кај таткото, односно прави револуција, пресврат би рекол, тој е ставен за цар, паралелен цар во Израел. Од Хеврон бунтот брзо се проширил или се приближил кон вратата на Ерусалим. Тогаш стигна гласник кај Давида и му соопшти: срцето на Израел му се приклони
на Авесалом, 2 Самуилова 15:13. Во тој пресуден миг Давид покажал дека навистина е татко на мирот. Го погледал царскиот град и решил Ерусалим да не го изложува на ужасните на граѓанската војна. Наредил да се напушти престолнината. Поитајте бргу за да не биде тој пораз и да не го погуби градот со устрелото на мечот. 2 Самуилова 15:14. Значи сега Давид не правил контраофанзива, се повлекол со својата дружина, со својата војска, тие што било околу него, им рекол на луѓето да не војуваат, да бидат мирни, за да не се пролее невина крв. Без круна и без обувки, царот го оставил својот престол, излегол од градот на пат кон реката Јордан. Навистина, каква прекрасна слика, драги пријатели. Давид, човек со добро, мирно срце. Царот доброволно го напуштил престолот под притисок на својот роден син. Народот пошол по него во долга колона, што изгледала како погребна поворка. Еве што запишал Самуило во 2 Самуилова 15:23. И целата земја плачеше на висок глас. И сиот народ минуваше, и царот го мина потокот Кедрон, и тргна сиот народ и царот по патот кон пустината. Откако го поминал потокот Кедрон, Библијата вели Давид се искачуваше по горништето на Маслиновата гора, искачувајќи се, плачеше. Главата му беше покриена и тој одеше бос. 2 Самуилова 15:30. Неговиот предавнички син му бил зад петици, готов да го убие. Но многу векови подоцна, еден друг цар, Христос, ќе го премине потокот Кедрон по истиот пат, искачувајќи се до Маслиновата гора. И Давид и Христос, драги пријатели, можеле да кажат едно исто. Дури пријателот мој, во кого имав доверба, кој јадеше мој леп, ја крена ногата против мене. Псалом 41:9. Зошто Авесалом станал против својот татко? Зошто Јуда го предал Христа? Зошто најголемиот херувим на небесата се побунил против својот Творец Исус Христос? Псалмистот еве што одговара: место да ми возвратат со љубов, тие стануваат против мене, ми враќаат зло за добро, омраза за љубов. Псалом 109:4 и 5. Библијата не известува за смртта на Авесалом. Еве како завршил овај младеж или ова момче. Јавајќи низ шума, маската навлезе под гранка на еден голем даб. Косата на Авесалома му се заплетка во гранките од дабот и тој почна да виси меѓу небото и земјата, а маската што беше под него избега. 2 Самуилова 18:9. Тука Авесалом и загинал, погоден со стрела во срцето од лакот на царевиот војвода Јоав. Кога пречекал Давид веста за смртта, тој не се радувал, туку тој бил тажен. Иако овој убав принц бил негов смртен непријател, Давид, како секој татко, ја оплакувал неговата смрт. Давидовата тажанка спаѓа меѓу најтрогателните текстови во Библијата. Цитирам: Сине Авесаломе, сине мој Авесаломе, о да бев умрел јас место тебе. Авесаломе, сине мој, 2 Самуилова 18:33. Да го свртиме нашиот миг, драги пријатели, од Давида кон Христа, кон оној што е многу поголем и од самиот Давид. Против него стана Луцифер, водачот и галеникот на небесните ангели, кој ги навел на бунт и нашите прародители. За да го откупи човечкиот род, небесниот цар Христос го оставил својот божествен престол и дошол како човек на земјата. Кога против него, како Божи син, бунтот кулминирал, Исус исто така преминал преку потокот Кедрон, искачувајќи се на Маслиновата гора, гласно, вели Библијата, плачел под неопишаниот товар на човечките греови на својата душа. Но и Давид и Христос им одолееле на своите противници. Бунтот на Авесалома и на Луцифера неславно пропаднал. Кога царот Давид се приготвил да се врати на својот престол, кнезовите на царското племе или семејство не брзале да го сретнат својот цар и да го вратат во царскиот град.
Гледајќи го тоа, царот им порачал на своите соплеменици: вие сте мои браќа, вие сте моја коска и моја плод. Зошто сакате да биете последни за враќањето на царот во домот негов? 2 Самуилова 19:12. Зборовите на царот ги возбудиле нивните срца и тој ги поколеба срцата на сите јудини мажи како на еден човек и тие испратија да му кажат на царот: врати се и ти и сите твои слуги. 2 Самуилова 19:14. Подоцна, кога другите племења им префрлиле што им го украле царот, тие им рекле: затоа што царот ми е род по мене. 2 Самуилова 19:42. Ниту еден библиски настан нема да најдеме, ниту во еден библиски настан нема да најдеме повеќе символика што се однесува на Христа како Божи син и син човечки, кој исто така нам ни е денеска род, би рекол, зашто Исус бил и човек, Бог во човечко тело. Еден ден злото ќе биде искоренето, драги пријатели. Луцифер ќе биде минато. Тој ќе биде уништен заедно со своите приврзаници. Тоа ќе биде необична работа за Бога. Тагата на Давида за Веселома е слика на Божјата тага за своите побунети синови керки. Но вселената мора да биде очистена. Еве што кажува пророк Исаија. Зашто Господ ќе се крене за да го изврши своето дело, необично дело, и да ја заврши својата работа, својата таинствена работа. Исаја 28:21. Драги пријатели, наскоро Исус како небесен цар ќе се врати на ова наша планета, на ова наша земја. Тој ни кажува: вие сте мои браќа, зашто да бидете последни што ќе го доведат царот назад. Сега е вистински миг да му излеземе во пресред и да му одговориме: да, дојди Господи Исусе. Нека биде тоа и наша молитва. Зарем не ке кажеш ниту збор, зарем ке ме оставиш без одговор. Од твојот свет збор барам начин, барам пат, каде би одела. Лицемерно е се, кој е пријател, а кој не. Без твоето светло и без твојот патоказ, каде би стигнала јас? Оди, оди, не се плаши, не, мирот негов, кој може да го украде?
полека се ближиме кон крајот, почитувани гледачи на ова наша денешна емисија. Би сакал и денес да ви ја понудам Библијата за млади, за деца, илустрирана, значи богата е со слики, во кратко, значи издание, но сепак прилагодено да биде разбирливо за сите кои се почетници кога е во прашање проучување на Библијата. Биете слободни, пишете ни на нашата адреса. А вие кои сакате да изучувате Библијата по дописен пат, вие нудиме, значи, бесплатната онлайн дописна библиска школа bibliјатазборова.mk. Напишите го во избор bibliјатазборова.mk и ќе ви се отворат овие неколку курсеви на дописата библиска школа. Да ја видиме сега и самата реклама. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Драги пријатели, драги гледачи, дојдовме до самиот крај на ова наша денешна емисија. Би сакал да ви се заблагодарам и да ви посакам убав и благословен ден. Нека Исус биде извор на нашата надеж и во криза кога сме и кога сме во радост. Да не го забораваме Бога. Тој е тука поред нас. Знаете колку е Бог оддалечен од нас, колку што трае една молитва. Така да повикајте го. Најкратката молитва во Библијата е запишана во Новиот Завет, кога Петар тонел во водата и рекол: Исусе, помагај. Исус му е пружил раката и Петар бил изваден од водата. Нека и овој ден биде благословен за сите нас. Довидување до следната емисија, до тогаш останете со здравје. Драги гледачи и слушатели, ја најавуваме новата дневна емисија на Адвентистичкото радио Глас на надежта, извор на надеж, секој вторник и четврток со почеток во 9 часот. Биете со нас на нашата Facebook страна и на YouTube каналот Адвентистичко радио Глас на надежта. Почитувани, ќе имате можност да го започнете денот со убави мисли од Библијата, кратка духовна порака и избор на убава христијанска музика. Отворете го срцето и душата за дневните Божји благослови. Бог е извор на надежта. Ова утринска емисија, Извор на надеж, е токму за вас. Ве очекуваме.